Како дел од празнувањето на Ѓурѓовден ден, од кога овчарите се обврзуваат да ги чуваат овците во планините си до Митровден, во местноста која е тромеѓе меѓу селата Упила, Ветуница и Милутинци во општина Ранковце, се одржа манифестацијата Ѓурѓовденска средба со пастирот, стадото и шарпланинецот. Истата е во организација на Македонското здружение за култура, обичаи и традиции Городцвет од Скопје, со поддршка на локалната самоуправа на Ранковце. Со народни песни и ора и богата трпеза присутните го славеа празникот, а беа посетени 20 овчари од овој регион, на кој познатиот уметник Живко Поповски Цветин им подари по едно уметничко дело, слики од македонската цветна градина. Ние го организираме овај настан со цел да покажеме дека пред македонската и пошироката јавност дека чувањето на овци е од извонредно значење. И токму затоа нарековме средбата Ѓурѓовденска средба на пастирот, стадото и шарпланинецот, односно чуварот на овците. Ова е многу убав настан, мислам, и сакам ова да продолжи наредните години и да се масови повеќе присуство на народот, да се запознаат со овчарскиот живот и да видат како живеат овчарите на нашата територија. Диме Тодоровски Келеш од село Ветуница, кој веќе 15 години посветено чува стадо од 550 овци, беше првиот домаќин на добронамерниците кој потоа го посетија и најстариот овчар, 80-годишниот Петко Додевски од село Милутинци, кој целиот свој живот се занимава со оваа сточарска гранка. Овој празник бил од многу години уназад празнуван од нашите стари и традиционално еве денес ве повикавме, ве поканивме да го прославиме заеднички, за да оставиме на нашите генерации нешто позади нас. Од мојата фамилија традицијата ја знам. Кај нас беше тоа обичаено секој Ѓурѓовден да се коле јагње, да се собираат гости, да доваѓаат кај нас и така традицијата од колено на колено. Одговорните се надеваат дека манифестацијата ќе прирасне во традиционална и од година во година ќе биде се помасовна, со цел да се промовира овчарството и да се запази традицијата од давнина.